Наставниците и професорите организираат протест, зборното место им е Штип. Тие се револтирани од ниските плати и како што велат сведувањето на категорија на социјални случаи од една страна и игноријантскиот однос на владата од друга. Луѓето се охрабруваат веќе полека и јавно да го искажат својот став и своето незадоволство на нискиот социјален статус, на тоа што веќе вработените во овие дејности представуваат и социјална категорија на граѓани, знаеме и социјалната помош доста се зголеми, тоа е добро што се зголемува, меѓутоа и вработени во нашите дејности кои што 40 часовно работно време исполнуваат на своите работни места се во категоријата на социјални категории. Поради ова, синдикатот и вработените во образованието, науката и културата во Сабота од Штип ќе порачаат на државата дека го допреле социјалното дно и ќе побараат повисоки плати и можност за подобар стандард. Се уште платите во образованието, науката и културата се исклучително ниски или далеку под просечната плата во Република Македонија. Ако просекот на плати во Република Македонија е скоро 25.000, 24.800 денари. Ние зборуваме за, конкретно за дејност образование, каде што платата е 22.000. Беше барањето зголемување на платите за 25%. Со процент од овој процент или многу близок процент до 25%, ние сметаме дека ќе дојдеме до нивото на просечната плата во Македонија. Само во источниот регион има околу 6 до 7.000 вработени во дејноста образование, наука и култура. Ако се прифатат барањата за повисоки плати, за државниот буџет тоа се дополнителни над 300.000 евра на месечно ниво. За сите вработени во овие сектори, кои се некаде околу 30.000, месечно се потребни над 1,5 милиони евра. Дали државата ги има и што е уште поважно, дали е подготвена да ги даде овие пари, е голема дилема, но наставниците се категорични. Ако не им се исполнат барањата, ќе стапат во генерален штрајк. На протестот закажан за Сабота во Штип се очекува присуство на над 2000 членови на СОНК од источниот дел на државата.